Ковид кризата дополнително ги притисна општините во долгови. Во првите 3 квартали од минатата година, приходите на општините се намалени за 18% или 24,6 милиони евра помалку, покажуваат истражувањата на Центарот за економски анализи. Од кои досегашни извори секнаа парите на општините? Ние имаме 85% до 90% наплата во делот на самофинансирачката сметка, кој што однапред овие средства беа предвидени за учество по одредени проекти и секако овие средства ќе не достасуваат во буџетот. Меѓутоа, предност наша е што успеавме да оттугиме градежно земјиште, па овие средства некаде во висина од 17 милиони и 500 илјади денари и мислиме дека нема да имаме одредени импликации во делот на финансиите. Меѓутоа, секако кризата на некој начин влие и се забавени овие проекти, односно изградбата на проектите. Помалку пари во општинските буџети значи нова зависност од централните трансфери на пари. Од јануари до септември минатата година трансферите пораснале за 23,6% од државниот буџет кон општините, бидејќи на нив им се префрлени дополнителни 55,56 милиони евра. Објаснува раководителот на ЦЕА Маријан Николов. Во овој период, според Николов, пораснале доспеаните и неплатени обврски на општините, па нивниот јавен долг пораснал за нови 10 милиони евра и сега тој изнесува 63,8 милиони евра. На кој начин граѓаните ќе го почувствуваат тоа и дали во прашање доаѓаат поголеми проекти? За наша среќа, општина Кочани не спаѓа во тие општини каде што има намален приход. За наша среќа, ние успеавме буџетот, приходната страна на буџетот во изминатата 2020 година да ја реализираме со 99,73%. Со тоа остварихме и највисок буџет досега од постоењето на општината. И со тој буџет навистина успеавме да ги реализираме сите капитални проекти што беа планирани со буџетот за 2020 година. Дека реален страф за поголеми последици нема, повторно уверува анализата на ЦЕА, која вели дека лани во време на пандемија општините минимално ги искористиле буџетските резерви за вонредни ситуации. Од планираните 1,6 милиони евра, општините искористиле само 38.000 евра.